Благодарам, председателе, почитувани колеги пратеници, почитувани представници од влада, почитувани медиуми. Не ми е јасна оваа панична реакција од опозицијската СДСМ, од причина што сите овие аргументи кои што ги слушнавме од координаторот Спасовски не држат вода. Зошто? Затоа што ова брзо носење на закон започна од 20 јануари, кога Минчев не собра сите политички субјекти, ни го даде законот за да размислуваме и да разговараме за евентуалните измени кои што би можеле да се случат, затоа што и формално и неформално се изнаслушавме дека таа техничка влада, односно така наречена пржанска влада, е надминато решение и дека тоа треба да се смени. 2018 година ВМРО-ДПМН бараше одредени измени, меѓутоа мора да признаете, и јавноста знае, и медиумите знаат, дека ние и во опозиција баравме укинување на оваа техничка влада. И тоа е факт. После неколку месеци разговори, поединечни, заеднички, од страна на министерот Минчев, од страна на владата, барања, замолници, за да седнеме да разговараме за ова решение, од кое што вие панично бегате, не знам зошто, и морам да појаснам за македонската јавност, дека се работи за законско решение кое што ќе важи не од следните избори, него и од изборите после тоа, со што ви се дава сигурност, еве, доколку мислите дека нешто не е заштитено по однос на изборниот процес, вие не дозволувате да почнеме со целата таа постапка. Да, во скратена постапка, меѓутоа ќе има доволно време да се поднесат амандмани, да се разговара за сите тие амандмани поединечно и на крајот на денот да се стави на гласање ова законско решение. Ако сакате да наметнете состојба или размислување дека сме 2016 година и дека ова законско решение ќе треба повторно да седнуваме некаде да го разгледуваме, пробавме да направиме на лидерска поднов на ова. Чудно некако ги сменивте ставовите од укинување на оваа техничка влада во повторно или плашење зашто да се укине, и од таа причина владата, односно министерството, помина на го земеле фактот дека следните избори треба да се случат, па потоа да се случи таа промена, и не ја гледам причината за вакви панични реакции од ваша страна. Ќе поразговараме, ќе дозволиме простор да се разгледаат сите амандмани, ќе се издискутира целото, на крај на денот сите пратеници имаат право да одлучат дали има потреба или нема потреба. Со самото тоа што сме тргнати од постмониторинг од Европската Унија, укажува дека во држава имаме стабилни услови за функционирање на државата и посебно на избори. Благодарам.